Сончогледот се враќа на нивите во Овчеполскиот регион. Зголеменото субвенционирање и усовршувањето на агротехниката се дел од причините, вели универзитетскиот професор од Штипскиот земјоделски факултет Љупчо Михајлов. Додава дека освен сончогледот, во Овчеполскиот регион може да успее и ленот и маслодавната репка. Причина за тоа е зголеменото субвенционирање, усовршената малку повеќе агротехника, прифаќањето на советите за малку порана сеидба. Јас и порано имам давано искази од овој аспект, дека за него, конкретно за сончогледот, е битно да е можно уште во почетокот на март да се насе, за да го развие кореновиот систем на поголема длабочина во почетните фази од развој и натаму и да настапат пролетни суши, да не страда за вода. Значи да обезбеди моќност на растението со продлабочениот коренов систем, од поголема длабочина од почвата да ја црпе водата, што значи дека тоа е за сончогледот. Според податоците на Државниот завод за статистика, најголем рекорд на засејани површини под сончоглед имало во 1989 година, кога под оваа култура биле покриени 46.000 хектари. Земјоделците низ годините се откажаа од сончогледот, бидејќи немаа вода за наводнување, односно се соочуваа со рестрикции и уништени системи за наводнување. Според Михајлов, колку и да се зголемат површините под сончоглед, тешко е да се задоволат потребите за производство на сурово или готов производ, масло за јадење. Најголеми светски производители на сончоглед се Русија, Украина и Бразил. Гледаме на рафтовите од разни држави, имаме пред се од Србија увоз на масло сончогледово, но добро е тоа што се најде слух од страна на на државата, од страна на Министерството, се водат добри земјоделски политики, за да се зголеми и се повеќе се зголемува субвенционирањето на одгледувањето на сончоглед. И добро е тоа исто така што субвенционирањето се поврзува со добиен принос. Не е само со насејана површина по хектар да се плаќаат одредени субвенции, туку и зависно од одреден принос се зголемува сумата која што се дава на земјоделците за субвенционирање. Кога е во прашање одгледувањето на маслодајни култури во Овчеполскиот регион, Михајлов предност му дава на производството на лен, кој успешно се вклопува во плодоред со житните култури, имаат кратка вегетација и немаат потреба од големи количини на вода.